Ако некогаш за луѓето страв представувале дивите зверови, денес веројатно тоа се кучињата скитници. Ги има во секој дел од градот, речиси во секоја улица. Тетовци најмногу стравуваат за своите деца поради можното ширење зарази. Велат дека овој период се особено агресивни и често напаѓаат. Многу има кучиња, дури јас мислим дека и не се само тетово, него како да ми се чини дека ги носа од некаде, што не е фер. Затоа што се различни кучиња се гледа на исти места и тоа како глутници што ствара и стравка и населението, дури може да кажем и мене ми се случило таква непријатност. Да, напаѓа и треба да се чини нешто. Како е полицијата? Има ли страв меѓу народ да се движат? Па има наравно. Особито за децата. Напаѓаат кучињата? Па како да не? Полно. Многу. Како е? Имате ли страв да се движите по улица? Имаме сигурно. Што мислите што треба да се направи, што апелирате? Да се преземе нешто. Макар не може да шетаат на секаде, да нема. Напаѓаат луѓе. Треба да се земе нешто мерки да се исчистат овие кучиња. Напаѓаат ли кучињава и дали имате страв да се движите по улица за вас и за децата? Да, напаѓаат. Напаѓаат луѓе, не се безбедни. Познавачите велат дека постојат два начина да се реши проблемот: со изградба на стационари, посвојување како миленичиња или со кастрација на кучињата и враќање на улиците. Постојат две решенија за да се реши проблемот со кучињата скитници. Едно од нив е изградба на стационар со кој што ќе се собираат кучињата скитници и нормално ветеринари ќе вршат кастрирање на кучињата скитници и чекање на сопственици кои што ќе сакаат да извршат удомување на тие кастрирани кучиња. Значи тие кучиња ќе бидат прифатени од таа служба, ќе бидат третирани за против ендопаразити, ектопаразити, ќе бидат кастрирани, значи кај женските овариохистеректомија, кај машките кастрација и чекање значи на хумани луѓе кои што ќе вршат удомување на истите. Додека пак како друга варијанта е исто така собирање на кучињата скитници, кастрација на истите и враќање на местото од каде што се земени, значи се враќаат на првобитната локација. Значи тие кучиња ќе бидат и нормално обележани, дали тоа ќе бидат со посебни маркици кои што ќе се стават на нивните уши или пак со микрочипови, затоа што тогаш ќе се избегне и пренесувањето на заразни болести, како и агресивноста на кучињата кои што знаат да бидат агресивни во периодот на парење и едноставно ќе се намали, ќе се регулира нивното размножување. Свесни сме дека состојбата со кучињата скитници е алармантна, велат од Тетовската локална самоуправа. Имале средби со представници од релевантни институции и најавуваат стратегија за решавање на овој проблем. Во Тетовскиот центар за јавно здравје информираат дека се регистрирани 4 гризнувања само во септември, од кои последното во петокот, но бројот на напади веројатно е многу поголем.